Инспирирани од случајот на убиството на 5 струмички студенти пред точно 63 години, ке се снима долгометражен филмски проект под насловот Златна петорка во продукција на скопската продуцентска куќа Револушн. Проектот е во својата почетна фаза и веќе се прават првите подготовки, а со снимање би требало да се започне за само неколку дена. Ке се снима главно на локации на територија на општина Струмица, а во актерската екипа ќе бидат вклучени врвни професионалци од Македонија, но и Европа и Балканот. Инаку во самиот филм се офатени мотиви на препознатливи сцени кои што се дел од нашето поблиско и подалечно минато. Според драмата и романот на Братислав Ташковски, во сценариото се вклучени и други косценаристи. Сметам дека имаме една одлична материја, еден повод да направиме едно филмско дело кое што навистина со сите своји аспекти ќе биде мотивација не само за актерите, не само за мене и за луѓето кои што се вклучени зад камерата, туку и за гледачите, затоа што се работи за една вечна тема помеѓу љубовта и предавството. Значи, еден, би рекол, диапазон на нијанси кои што ги отслекуваат карактерите и во она интимно време наспроти стегите на режимот. Морам да признам дека во филмот покрај продуцентот и копродуцентите имаме огромна поддршка и од општината Струмица и Василево и Босилово, кои што се на некој начин партнери во проектот. Сметам дека органите на локалната самоуправа и пред се граѓаните, каде што практично ќе во чиисто домови, локации и одредени улици во Струмица ќе се случуваат сцените, ќе бидат респектирани цело време, затоа што сега моментално се наоѓаме на потегот на улицата 22 декември. Ова е една од локациите, ќе има неколку главни локации, речиси 90% од филмот ќе се снима на територијата на општина Струмица и сметам дека сите други институции и од локален и од национален карактер ќе бидат на некој начин помагатели на овој филмски проект. Проектот нема да се занимава со историографското третирање и истражување на одредени сегменти, туку тоа ќе биде една измислена фикција која е базирана врз вистински настан, односно грозоморното убиство на 5 струмички студенти. Овој филм се очекува да се финализира и прожектира на големото платно пред почетокот на есента наредната година.